Загадениот воздух во Скопје е жешка тема помеѓу граѓаните во главниот град, особено голема прашина се крена за загадувањето во летните месеци. За околу 2 месеца ќе почне и грејната сезона, кога се очекува загадувањето да биде поголемо. Градот Скопје преку целата година работат на намалување и елиминирање на причинителите на загадувањето на долг рок, а една од мерките е чистењето на оџаците, што ќе придонесе за намалување на аерозагадувањето во текот на грејната сезона. Од причина што во Скопје има многу мал број оџачари, градот Скопје, Министерството за труд и социјална политика, како и Агенцијата за вработување, организираа обука за оџачари која за жал најде на многу слаб интерес. Обуката ја посетуваа 10 кандидати, а за нејзиното време трајање кандидатите добиваа месечен надомест од 9000 денари. Откако заврши теоретскиот дел, сега на терен кандидатите треба да исчистат по 10 оџаци, што значи во следните месеци во Скопје ќе бидат исчистени околу 100 оџаци. Со ова се очекува барем малку да се намали загадувањето на воздухот. Чистите оџаци, особено во градови како што е Скопје, каде што индивидуалното затоплување на домовите е големо, чистите оџаци представуваат основ за да квалитетот на воздухот, согорениот воздух биде подобар и чист оџак всушност придонесува да биде помала загаденоста. Затоа и вршиме, да речам, обука на што е можно поголем број на оџачари, бидејќи на крајот на денот, веројатно имајќи во предвид дека Република Македонија и тако на членство во Европската Унија, таму чистењето на оџаците е задолжително. Значи, ние морам јас да размислувам за неколку години нанапред и да подготвам соодветен кадар кој што ќе може да одговори на тоа што можеби неколку години од сега ќе биде обврскан нашите граѓани. Граѓаните кои сакаат да им се исчисти оџакот може да се пријават во инфоцентарот на град Скопје. Од град Скопје вела дека во иднина ќе даваат субвенции за чистење на оџаците, што ќе биде поттикнувачки фактор луѓето да ги чистат оџаците, а од друга страна оџачарите кои ќе добијат сертификат за чистење да имаат повеќе работа. Чистењето на оџаци е задолжително со закон, за кој засега нема податоци колку се применува. Се смета дека во Скопје околу 45% од домаќинствата користат дрва како огрев, што сугерира дека професијата е дефицитарна. Оџачарскиот занает е стар колку и човештвото. Се кажува дека порано децата кои ги викале шегрти ги спуштале во оџаците и ги чистеле со гребење. Постепено занаетот се развил и се усовршил. Во Европа најпрво се развива во Италија и оттаму се шири, а како професија датира од 20-тите години од минатиот век. Класичното чистење на оџакот може секој да го прави и самиот домаќин може да ги исчисти, но не е само тоа. Најважната работа на оџачарот е да му даде совет на домаќинот во што е проблемот, дали има пукнатини или има ризичен оџак кој треба да се сруши и потоа да се санира.